Силниот пороен дожд вчера попладне за кратко ги зали струмичките улици во долниот дел од градот. За неколку часа улиците беа со вода до колена. Најкритично беше на потегот од улиците Младинска и Крушевска република. Граѓаните реагираат дека имале поплава во дворовите, подрумите, но настрадале и повеќе деловни објекти, главно поради проблеми со атмосферската канализација. Двата подруми се полни со вода, цела вечер чиста вода. Не е само тоа. Најголемиот проблем е до тука е исчистено, надоле е се запушено. Никој не придесава, само за маркетинг е това сега. Ке им кажете вие и завршила се работа, нема никој да чепне ништо. Зошто во сред лето, кога нема воопште дожд, оваа цева и оваа се полни со вода. Това значи фекалите се уклучени директно во неа. Нема друго. Водата отгоре што се дојде, качи се на тај пат тука. На тај пат. И ние живееме таму едно джепче. И пушта нам доле, како река да тече. Мораме по чието право ставиме талпа, песоци, за да може да тече тоа, иначе до тука и се напунеш. Сигурно едно метро да гледаш води. Кај него беше пун. Од таму почнава се повече, но тука нешто. Има проблеми, нешто шкретичка така посетно. Од јавното комунално предпријатие велат дека вчера попладне нивни екипи биле на терен и работеле на отстранување на последиците од силниот дожд. Сметаат дека за такво невреме штетите се незначителни. Значи, ободниот канал во целост ја заврши функцијата за која што беше наменет. Тоа нас ни причинува, ни дава една сигурност која што за понатаму ќе бидеме исто така сигурни дека со редовно одржување на ободниот канал, со редовно одржување на канализациониот систем, со редовно чистење на каналот Крушевска република, овој дел од градот ќе биде сигурен и при вакви обилни врнежи. Јавното комунално предпријатие и во текот на денешниот ден активно учествува при сите повици од страна на граѓаните. Морам да кажем дека иако при вакви обилни врнежи ние според нас сето тоа е во нормална ситуација, во нормално функционирање према бројот на повици од граѓаните, немаме некои значителни ненормална ситуација. Сето за нас представува една нормална ситуација која што и нормално се справуваме со оваквата ситуација. Во текот на денешниот ден екипите на јавното предпријатие Комуналец од Струмица се излезли на терен и само како податок до граѓаните на општина Струмица дека и на толку големо количество на врнет дожд во нашиот град, денес ги помиравме сите улици и можам да кажам дека улиците се безпрекорно чисти. Значи не е како по изминатите години да има наноси од песок и од кал, и како податок за тоа какви беа улиците после дождот, може да кажеме дека за беа собрани вкупна количина од 8 метри кубни нанос. И тоа не од горниот дел на градот, него од куќите, од домакинството кај што има извадено градежен материјал. Значи од горниот дел на градот, каде што обично беше се поплавуваше градот, овој пат немаше никакви наноси од последните врнежи. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека од цела држава вчера најмногу врнело во Струмица. За 24 часа наврнале 71 литар на метар квадратен. Врнежи се очекуваат и во следните денови.